Dobro večer. Večerva mi je gostin advokatот од Скопје, има своја адвокатска канцеларија, кој долго се бави со својата професија. Благоја Пандовски, Благоја, добро вечер. Добро вечер. Благоја инаку е, според онаја што го знам, е изверзиран во одбраната на човековите права, застапување на маргинализирани групи и така натаму и така натаму. Но јас го имам викнато за една друга работа, а тоа е дека на почетокот на оваа година го презема водството, раководењето, лидерството на Transparency International. Благоја уште еднаш добар вечер. Добро вечер, да. Пред да влеземе на Transparency International, ме интересира овој делот со твојата адвокатски CV, да кажеме. Колку што јас се интересирав и колку што знам и сум разговарал и со тебе, да кажем, имаш брането неколку вака интересни групи, меѓу другото најинтересни ми се одбраната на жените кои се бават со борење слободен стил, а во однос на нивниот третман во рамките на Боречката федерација на Македонија. Ова е за широка публика непознат терен и би те замолил да не запознаеш вака како вовед во разговорот. Да. Така е, значи во соработка со неколку клубови боречки од Македонија имавме неколку тужби и две борачки, при тоа Олгица и Бојана, кои се врвни борачки. Имавме неколку тужби каде што е тужена спортистки, така е, борачки каде што е тужена Боречката федерација за дискриминација, бидејќи во остварувањето на нивните права како спортистки, тие не уживаат еднаков третман во делот на нивните припреми, во делот на финансирањето на учествувањето на надпревари, исто така во доделувањето на наградите, во условите кои ги имаат за учествување во меѓународните надпревари и домашните, и при тоа морам да кажам дека од неколкуте тужби кои веќе се поднесени, веќе имаме позитивна првостепена одлука која е прва во Македонија. Во корист на девојките. Така е, која е прва во Македонија и е пошироко на Балканот, верувам, каде што се утврдува дискриминација по пол и род во однос на тоа дека, како што кажав, женските не се третирани на исти начин како машките борачи. Тоа е, пресудата во кој правец потоа оди? Ја принудува Боречката федерација на нешто? Па таа е се уште во првостепено ниво, имаат вложено жалба, да најверојатно би требало да се потврди, бидејќи првостепената постапка навистина добро се одвиваше, се изведува сите докази, меѓутоа во тие тужби се утврдува дискриминацијата и се задолжува Боречката федерација да прекине со понатамошно дискриминаторско однесување, односно да ги отстрани основите кои произведуваат дискриминација за борачките. Исто така имаш свој ангажмани на други полиња во рамките на ова, вклучително и меѓународните судови и така натаму. Како стојат вака, не само твоите, него генерално, како стои состојбата со тоа што многу граѓани и организации, и фирми, и све, меѓутоа граѓани пред се чувствуваат оштетени од нашиот правосуден систем и мора да ја бараат правдата во меѓународните судови. Како го цениш тоа ти? Па вака, често во постапките кои што се водат пред оние доместик корци или домашни судови, се повредуваат одредби од Европската конвенција за човекови права, која е ратификувана од страна на Република Македонија, при тоа станува дел од домашниот правен систем. Значи, таа е на ниво фактички на устав, бидејќи меѓународните договори кои се ратификувани се малку над законите, значи се сметаат на ниво на устав. При постапувањето овие судови, без оглед дали е тоа членот 6 кој се залага за правично судење или некои други членови кои утврдуваат повреда на право на сопственост и така натаму, знаат да ги повредат овие основи кои се утврдени во Европската конвенција за човекови права и при тоа граѓаните откако ќе ги искористат сите правни лекови кои им седат на располагање во државата, се одлучуваат да одат пред судот во Страсбург. На жалост,
сите овие пресуди кои се носат пред судот во Страсбург го тангираат буџетот после тоа, бидејќи државата плаќа големи и огромни средства за... Што сгрешил судијата или обвинителот? Така е. И тоа одамна се збори во стручната јавност дека за сите овие случаи каде што буџетот плаќа, каде што сите ние плаќаме, бидејќи буџетот го полниме ние со даноците, дека би требало да се воведи некаков систем, можеби и на лична одговорност, каде што самите суди понатаму би сноселе одредени реперкусии поради тоа што го повредило овој меѓународен акт. Мене ми е интересен оној дел за судење во разумен рок. Има премногу предмети кои се во фиока. И тоа е на некој начин легална злоупотреба на функцијата судија, да кажем. Па да, судењето во разумен рок може да се повреди на повеќе начини. Првото е поради непостапување, на што ти го кажа, а понатаму може да се повреди и поради како да кажам, неефективност на самите судски инстанции, бидејќи често пати се случува одреден предмет, нели правото на жалба е уставно гарантирано право и правото на оние други правни лекови како ревизијата, зависност од вредноста на предметот, да одат на некои повисоки инстанции. Кога повисоката инстанција ќе утврди повреди, се враќа повторно на судење и се врти кругот назад. И тоа вртење на кругот е, може и така да го кажеме, навистина бара многу време, а кога ќе помине тоа време се повредува правото на судење во разумен рок. Да преминеме на ова за што те викнав во емисијата. Transparency International е институција која кај нас мора да ти признам вака во јавноста има чуден одиум. За некој е тоа релевантно нешто, за многумина е нешто што е уште една невладина некаде од светот која доаѓа овдека да ни соли памет и да ни кажува што е, што не е. Прво кажи ми како дојде во ситуација ти да застанеш на челото на местото на Сладжана Тасева? Па јас долго време бев јас сум еден и соосновачите на Transparency International и долго време бев во управниот одбор. И сега политиката, самата политика на Transparency бара од време на време нели да настапат определени промени. Инаку госпоѓата Тасева по мене прекрасно работеше. Нејзината работа го изгради реномето на оваа институција, меѓутоа дојде некако природно, а со оглед на тоа дека јас сум долго време таму, да ја превземам оваа позиција. Кога ми кажа, малце бев изненаден на почетокот, ми дојде како шок. Меѓутоа понатаму кога размислив, ми представуваше огромна чест да ја прифатам оваа функција, да дојдам на чело на една организација која и покрај тоа што ти кажа, може би има некои поделени мислења, меѓутоа по мене е лидер во борбата против корупцијата, бидејќи таа согласно на што го има во нејзиниот статус и досегашната пракса соработува со голем број на стейкхолдери, односно чинители кои што се борат против корупција, било тоа да се владени, невладени, домашни, странски и доаѓа со прилично, да речам, екзактни информации кога во прашање корупцијата и проблематиката во борбата со корупцијата. Добро, има таква наречена, имате вие стручен израз, како се вика тоа ниво на корупција или како го викате тој дел кој е така. Целта ми е да објасниме на народот, знаеш. Убаво е вака да вие во стручната јавност и вие си ти така, меѓутоа имаме тука гледачи кои сакаат да го преведеме на македонски тоа. Еве, ќе се трудам колку можам поедноставно да објаснам некои работи. Прво, имаме две мерења. Првото се нарекува Национален систем за интегритет, или скратено НИС, кое што Transparency International Македонија излегува со бројки, односно излегува со анализи, кои се на многу страни, за работата на 15 институции, чинители во држава, кои би требало да предничат во борбата против корупцијата. Тоа се? Па тоа се Државниот завод за ревизија, Комисијата за спречување на корупција, судовите, јавните предпријатија и така натаму. Сите оние чинители кои на некој начин би требало директно да бидат вклучени во сузбивање на корупцијата. Оваа година, извештајот кој излезе за 2023 година,
покажа бројки во кои ја смести државната ревизија на врвот на оние кои се борат против корупција, како најдобар пример. Тука беше исто и Комисијата за спречување на корупција, додека на самото дно беа јавните предпријатија, бизнисот, кој секогаш е оној чинител кој може да биде врзен од ткиво кога е прашање корупцијата, и јавните обвинителства и судовите. Па тоа е поразително ако се на дното од мерењата судови и обвинителство, тие што треба да ја донесат правдата, не ја донесат. Па тоа е навистина поразително од неколку причини, заради тоа што сите овие институции кои ги наведовме имаат различна улога во борбата против корупцијата. Секако дека во едно општество кое како што ние цениме да бидеме демократско општество со поделба на власта, судската власт е оној меритум, она мерило кое кажува што е право, а што криво, кој сгрешил, а кој не. И таа, заедно со обвинителството кое треба да ја гони корупцијата, треба да биде основниот чинител кој се бори против корупцијата, односно кој ја казнува, санкционира корупцијата. Ама велиш тие се најдолена. Па на жалост да. Меѓутоа таму значи се ценат, како што кажа, по нивната функција, по ресурсите кои им се даваат, по можностите, Па добро, улогата. беше разочарана и американската амбасадорка која каже дека беа нели едно време на 4%, ова како се вика доверба, па ги граѓаните па падна на 1%. На еден. Американците се истуриле давајќи пари тука, Да, нивните порески овие. тоа 1% беше толкувано и како статистичка грешка, Па бидејќи и толку се 4% однесува. е статистичка и толку грешка, е. за 1% веќе и не постои. Така е, така е. Навистина е тоа поразително, значи мора да има подобрување во работата на судовите и јавните обвинителства. Како тоа ќе се направи, има многу начини. Меѓутоа, генерално мора да има подобрување, додека еве институциите како Државниот завод за ревизија и антикорупцијска кои исто имаат улога, меѓутоа не се со оној мерит систем да оценат што е. Да. Тие можат само да поднесат пријави до Да, не може да решат. Не може да го решат тоа. И тие пак се е светол пример. Ама од друга страна сме сведоци на купишта на партиски вработувања, партиски избори на суди и обвинители, уште од времето на средината на 90-тите години со она една голема акција кога ако добро се сеќам, ВМРО ДПМН се повлече од собранието и потоа тие кои влијаеа врз судството, Тито Петковски, Стојан Андов и така натаму, испонабута стотици и стотици обвинители, а потоа да тоа стане пракса и во времето на Георгиевски, и во времето на Груевски, и во времето на Бучковски, и во времето на Бранко Црвенковски, и во времето на Заев, нормално. Партизирањето на обвинителството и судството, односно било каква поврзаност со политиката и партијата, е гибелно за овие институции. Зашто? Бидејќи тие треба да бидат независни пред се во својата работа. Ако некој на некаков начин влијал некој да дојде на позиција судија или јавен обвинител, при тоа има партиска или политичка конотација, многу е јасно дека понатаму тие суди или обвинители кои се дојдени на таков начин не може да се очекува објективност, бидејќи секогаш би имале определена благонаклонност кон оние кои ги донеле. Што и често пати се случува. Еве ние како последен пример ја имавме изјавата на претседателката на Врховниот суд, која кажа дека врз Врховниот суд се вршени политички притисоци и влијание. Што може да кажеме за пониските судови? За некој судија во Гевгелија, да кажеме. Да, ако највисокиот хиерархиски суд кажува има председателот кој е прв човек кажува дека има притисок. политички притисок и влијание. Тоа зборува само по себе за каква перцепција јавноста понатаму. Ама ние кои сме лаици, кои сме надвор од оваа ваша професија, правосудна, ние знаеме дека нашето општество наводно действува врз три независни столба. Извршна, значи влада, законодавна, собрание и судска, односно суд, обвинителство и така натаму. Ова личи дека така не е. Па во реалноста очигледно не е тоа така. Да, бидејќи ако се земе анализата на работата на овие органи, ако се земе перцепцијата која јавноста има преку овие оценувања кои ти ги спомена, 4,1%, повеќе од јасно е дека имаме голем проблем со работата на судовите и јавните обвинителства. Помеѓу другото, ќе се надоврземе и на втора
второ мерење, односно втора анализа која имаме, а тоа Значи е едното беше интегритет. така, ова е индексот за перцепција на корупцијата која всушност ја прави Transparency International. Согласно овој индекс ние покажуваме резултат од 42 поена, која е помалку од оној минимален стадиум од 50 поени, кои согласно мерилата на Transparency International би требало да се третира како земја која се бори против корупција. Значи минималниот прак е 50, а ние имаме 42 поени. Меѓутоа бевме сведоци дека доскорашниот премиер се фалеше за тоа дека се качил на тоа скалило. Јас тоа стварно не можам да си го објаснам, мислам, оваа работа на вистина не е за фалење, бидејќи ако самиот Transparency согласно нивните мерила кажува дека е поразителна борба против корупција се под 50 поени, оние тие ги кажуваат скок од 9 позиции кои се на самото скалило не значат ништо во споредба со намерило дека ние сме под минимумот на поени кои би требале да ги прикажеме за борбата против корупцијата. Ако на ова земеме, значи меѓу лошите биле се тркале меѓу лошите, па не, еве, ако на ова го додадеме фактот дека секогаш качувањето на определено скалило на една држава не е и само резултат на незината борба, која во ситуација е поразителна кај нас, туку и неуспехот на другите. Например, ние неколку години со исти број на поени сме имале различно рангирање на скалилото на земите за борба перцепција за борба против корупцијата. Така да и јас во контекст на што го кажавте не би се фалел со овие резултати кои излегува во последниот индекс на перцепција на корупцијата, особено затоа што тој се нарекува перцепција на корупција, бидејќи никогаш во една држава не можете да имате јасна слика за целосната корупција, можете само да имате перцепција. Зошто е тоа така? поглед. Така е, бидејќи за да се има јасна слика за каква е корупцијата во една држава, треба да постојат гонења, треба да постојат правосилни пресуди, треба да постои поголема свесност кај сите чинители, новинарството, јавниот сектор и така натаму, за сето тоа да излезе на површина па да се види каква е корупцијата. Меѓутоа корупцијата има една тенденција на ајсберг или леден брег, па се покажува само врвот на корупцијата, а се она што е под водата, основата на корупцијата, која е најверојатно направена највеќе од некои високи чинители, политички, јавни и така натаму, не се гледа, бидејќи тие имаат тенденција да го скријат тоа. Корупцијата, реално таквата корупција која ја мери Transparency International и други, која гледате ве американците, американската амбасада, не може да ја направи чиновник од пробиштип. Мислам, небитна е неговата корупција. Може би се работи за 500 денара или 1000 денара 50 евра. Меѓутоа, таа е небитна. Основната корупција е корупцијата високо позиционирана, високо во власта, високо во извршната власт, високо во законодавната власт, високо во судската власт и високо во најразвиениот бизнис во јавните претпријатија, особено во големите градови, како што е Скопје и така. Сите корупции се лоши, ама она што ти го кажа, Миленко, си во право. Зашто? Колку еден човек е на повисока позиција, без оглед дали е тоа од било која од трите власти, дали е судската, извршната и законодавната, има поголема можност да помогне или да направи нешто. Значи, кога е тој на повисока функција, е многу поподложен на коруптивни дејства отколку е на пониска, бидејќи секој сака него да го Под коруптивно дејство не подразбираме само пари. Или него подразбираме и вработување. Така е, тргување со влијание, јас ке ти направам услуга, направи ми ти на мене, ке ти дадам одредена привилегија поради непотизам, кронизам и така натаму. Значи, секаков оној систем, корапшн уствари е уништување, деградирање на едно поведение во општество, пропагање на општествените действија. Така да секое едно вакво действие го подкопува системот. И тоа е подеднакво штетно. Секако, оние кои се на повисоко ниво имаат повеќе можности за корупција од оние кои се на пониско. Да не го испуштиме делот, го каже овој делот со кронизам, каде значи има непотизам, меѓутоа има и друг начин на промовирање, не само на роднини, да кажеме, сватовштини. Непотизмот е поврзан со роднините, конкретно,
Значи, оние роднински релации се преферираат, се вработуваат, се стават на позиција. Кронизмот е малце поширок термин кој опфаќа пријателски, блиски врски и партиски врскице, како овие работи кои се случуваат кај нас кога една политичка опција ќе освои избори па менува се од корен и така натаму, зборува многу за кронизмот кој е присутен тука. Инаку, само сакав да се навратам на индексот на перцепција на корупција. Ние спаѓаме во групата на Источна Европа и Централна Азија, која што по својот процент има најголем број на држави кои се под оние минимум 50 поени. Меѓутоа, во последниот извештај имаше една издвоена ставка конкретно за Македонија. А таа ставка се однесуваше на кривичниот законник и измените кои се направени во кривичниот законник за делото злоупотреба на службена положба и властување. Да, Па тоа така, беше тешка трагедија. Тешка трагедија и тоа го збори не само Transparency International, туку сите меѓународни чинители со кои што сум имал состаноци, вклучувајќи Европска унија, вклучувајќи и некои од амбасадорите, сите тоа го потенцираат како страшна работа која се случила, бидејќи во држава која има сериозни проблеми со корупцијата, вие го намалувате основот за гонење на самата корупција. Значи, и за гонење, како и за застарување. Така е, бидејќи гонењето има таму нели релативен и апсолутен рок. Релативниот треба да се поведе кривично дело, апсолутниот треба да биде завршено кривичната постапка. Меѓутоа и двете со намалувањето на казнивоста се намалуваат. Друга работа е што овие измени се класична злоупотреба на знамето на Европска унија, оние закони со знаменца што се носат. Зошто? Бидејќи ова е донесен по брза постапка, така стои во извештајот на Transparency. Значи, без некоја поширока општествена дебата, така е донесен тој закон, и е протуркан под знамето на Европска унија, ствари прави огромна штета во борбата против корупција, бидејќи на судиите кои треба да судат и обвинителите кои треба да гонат, вие им го земате основот. Им го земате законот по основ на кој треба да се гони. Ако на ова додадеме дека често пати гонењето е споро одат предметите на суд, па понатаму, како што кажа, во судскиот систем има право на жалби, на правни лекови, па се враќа назад, тогаш многу е веројатно дека овие дела кои вклучуваат злоупотреба на службена положба и властување, а во суштина вклучуваат коруптивни действија, ќе застарат многу побрзо. Мене тоа ми личиш. Само да се доискажам дека исто така беше кажано дека по проценка на Transparency International околу 200 случаи кои содржат висока корупција поради донесењето на овој. Тие 200 случаи беде ми личат дека се консензуално е донесено тоа. И од оваа власт која сега е на заминување и од онаа власт која претходно замина пред 7-8 години, сите се во купот, сите се среќни да им застарат делата. Да, политичките елити во држава, како што сме сведоци на многу примери, често пати си носат закони кои ниф им носат привилегии. Без разлика што се различна политичка. Дали да не ги гонат, дали да си ги зголемат платите, да се апанажи да си земат и така натаму. Има милион такви ситуации каде што нивниот оџак да гори. Така викаат во старо време. Неговиот оџак да си гори. Добро, кој е начинот на како се бори Transparency International против се тоа? По Transparency International Кој е влијанието кој може да го направи? Па јас мислам дека влијанието поготово на овие да речем извештаи кои ги дава е големо во јавноста, пред се во стручната јавност, и тоа на некој начин одекнува помеѓу луѓето. Значи дава свесност за ситуацијата во која што се наоѓаме. Така, верност. Меѓутоа, Transparency International не е судски орган, не е ниту обвинителство. Значи ние ниту гони, ниту... кога би ја имале таа можност, ние би донеле многу пресуди во кои би утврдиле нешто. Меѓутоа, во овој случај, сите овие извештаи, сите овие допирања на глас до јавноста треба да се земат од институциите и да се гонат. Значи треба тука да бидат вклучени Министерството за внатрешни работи, обвинителството, судството. Ама некако не заинтересирани во Па, не се заинтересирани. Кои се причините, ние може да предпоставуваме. Една од причините може би ја спомнавме и на почетокот од овој разговор, кога кажавме за политичкото влијание при бирање на судиите. Имаме ние примери во светот кои што сакаме да ги цениме, како на пример во Америка, каде што се организираат избори за судиите. Има 3 типа на различни избори кои во различни држави се практикуваат. Има мешан еден систем, друг систем. Меѓутоа тие
одат на избор во јавноста и при тоа одат и на реизбор после одредено Па време. види, ние се здробивме со тапани, со таламбаси, дека ете стратешкиот партнер, еден нашиот најважен партнер, Соединените Американски држави, така натаму, патот кој го трасираат они и ние по него и така натаму, и се е тоа во ред. Меѓутоа, вака кога ќе земе човек дека се залагаме, а ништо од таму не земаме. Имаше долго време, сега не знам веќе сега како е, меѓутоа долго време ја знам, јас сум живеел во Соединетите држави, се полагаше возачки на 16 години, кај нас не можеше. Во Соединетите Американски држави, во најголемиот дел од државите, на различен начин, некаде дури не треба ни ID карта, лична карта, се купува оружје за собствена заштита. Исто така во Соединетите Американски држави, ако ти влезе некој во дворот и ако го утепаш, не одговараш. Што бара тука транспес да ми проаѓа во приват? Вклучително, еве да ги оставиме тие на страна, иако мислам дека ако сакаме да сме, нели стратешкиот партнер е тој. Вклучително и изборот на суди. Таму се бираат суди исто како што се бира шериф, Така, на белото ние, Да. ливчиња. како што се бира шериф, како што се бира сенатор, како што се бира конгресмен, како што се бира гувернер, како што се бира председател на држава, се бира за да биде стресен и тој судија. Таму мислам дека единствено поправиме ако грешам или не, важно, мислам дека у врховниот веќе кога ќе влезе тоа е дефиама таму. Да, ма и тие има избор И- за судиите од врховот, да. Но овдека како би го направиле тој избор? Граѓаните да гласаат за суди или како? Па не знам, ја Или вака, мислам дека може би требало, еве сега, ова е моje лично размислување, да се направи некој мешан систем каде што би гласала пошироката правна стручна јавност. Што би офаќало тоа? Значи би ги офаќало адвокатите, би ги офаќало обвинителите, судиите, професорите по право, определени правни експерти, може би од МАНУ, да, и така натаму, кои луѓе ќе можат на бивши еден министри, не, да кажеме. па не знам, еве со министрите, да Добро. оставиме. Меѓутоа, За правда, мислам. значи тие луѓе кои на еден стручен начин можат да го проценат меритот кај одреден кандидат за судија и да го избегнат нормално политичкото влијание, бидејќи во таа мешана група на правни експерти имаме луѓе кои се политички со едно размислување, политички со друго, меѓутоа имаме такви кои се тотално аполитизирани. Да, меѓутоа имаме такви кои се подпредседатели на партија, како Десковска, како такви, знаеш, кои се здапали. Па добра, ма тие ќе носат само еден глас. Добро, Да. во ред. Така е. Како да се дојде до тој, да кажеме, мерит систем? Па Како да се измериме кој чини, кој не чини, кој е прав, кој е крив, кој е за местото, кој не е? во една држава, нели, имаме држава и право. Државата не може да постои без правото, но па и правото не може да постои државата. Таа му е давала на репресивност и сила која ужива. Значи, во една држава се може да се смени само со промена на законите. Например, кога би се донеле повеќе закони, кои би воспоставувале мерит систем на изборот на кандидати не само во судовите и јавните обвинителства, туку и во јавните служби, во министерствата, во оние високи чинители во државата и каде што не само изборот, туку и понатаму нивното оценување како ја работат својата работа ќе биде постојано на одреден временски период. Во таков систем, со промена на законскиот систем, ние ќе воспоставиме мерит систем. А мерит системот, најголем непријател на мерит системот е политократијата, односно кога политиката преку своите членови, кандидати, политичките партии, ќе влезат, односно ќе направат узурпација во системот и ќе ги стават своите кандидати кои не само што не се секогаш најспособни, туку се и напротив во голем број на случаи неспособни. Единствената способност е послушноста. Така, и после имаме ситуација да граѓаните се жалат кога ќе отидат на некој шалтер, кога ќе побараат определена услуга, кога некој треба да им суди, кога некој треба да гони, кога некој треба да си остварат определено право. Се жалат, нормално е дека ќе се жалат, затоа што тие луѓе, некои од тие луѓе, не име местото таму каде што се. Ама тоа зборуваме сега, не зборуваме само за суди и обвинители. Не, генерално зборуваме. Зборуваме и за управа за приходи, и за централен регистар. Така е. Министерство за земјоделство, за образование, за Да, таму, не знам што, ваму.
Да, Зборуваме за целиот тој систем. видете, еве да речеме во едно министерство. Кој е оној кој доаѓа прв во контакти со граѓаните, со шалтерските службеници, кога треба да остварите определено право? Некаков си управен систем кој треба да ви даде определено право. Ако вие не го уживате тоа право, во моментот имате неспособен шалтерист таму кој си ги лакира ноктите или не знам игра карти додека вие чекате на ред, понатаму тоа оди кога ќе се прими оди кај некој неспособен службеник кој не може да го разбере правото што го барате, па ќе следува негативно решение кој ќе оди пред управен суд. По управниот суд можеби ќе го поништи, можеби не. Меѓутоа сето тоа е губење на време. Понекогаш неостварувањето на времено на правото е најголема неправда. Значи ненавременото право е најголема неправда, бидејќи вие потенцијално го уживате согласно законите тоа право, ама ви треба време за да го остварите. И понекогаш се губи смислата на сето тоа. Еве, например, во оној закон за бесплатна правна помош, каде што јас имав и голем број на состаноци и предлози, често пати се случува, например, да се одбие на некој кој би требало да го уживува право и се носи решение од подрачните единици. Тоа решение оди понатаму во управен суд, кој често трае подолго време. А понекогаш се случува самото право, поради кој аплицирал тој граѓанин, со истекот на време, дури и да му се одобри правото на бесплатна правна помош, да го губи, да го оствари пред судовите. Така да спороста на институциите, односно спороста на остварувањето на правата во оваа држава е голем проблем. Еве, например, исто оние приговори во извршни постапки и така натаму. Можеби некогаш ќе помине месец, два додека стане правосилно определен приговор. И што во тој период? Како се остварува таа неправда која во моментот се наоѓа? Како тоа влијае врз животот на обичниот човек? Тоа што му е блокирана сметка, што не може да си купи основни намирници за живот и така натаму. Значи, покрај ова што го зборевме, корупцијата голем проблем е и неадекватноста и неспособноста на луѓето кои што се стават на определени места. И сето тоа резултира со неостварување на права кај граѓаните. Добро, Благоема, ние беше транспарентна американската амбасада и кажа колку, не десетици, стотици милиони долари има вбризгано овде и пред се у обвинителство, судство и така натаму, со директно мешање. Реално, директно се меша со своји службеници од амбасадата. Еден куп програми има, најразлични амбасади, многу агилна беше, мислам, швейцарската амбасада, австријска, италијанска, сите. И на толку работа после 30 години, ние имаме доверба 1% и имаме на мерењето кое што го кажуваш, сме у групата која е катастрофа. Сме под 50%, значи сме у трета лига, у четврта лига таму. Нема да се мериме во нормалните, па во ред малку повор. Ние ли као народ сме за тоа заслужни или наследивме ли лош систем од претходниот систем? Премногу се корумпираме, очигледно дека има политиката е работа на клиентелизам овде. Некој ќе се вработи за 400 евра, некој ќе добие некаква функција, некој ќе добие некој тендер. Во секој случај, како почна се тоа? Ако го погледаме, сега е малце пошироко да анализираме, јас мислам дека треба прво да се смени менталитетот на луѓето кон корупцијата и коруптивните действија. Зашто? Никому не треба да му се даде повеќе од она што го зима како плата за да ви се оствори определено право. Нема тука благодарност, овој ми заврши работа или не знам што. Никој не треба да очекува од неговиот пријател кој дошол на определена позиција, дека сега бидејќи е тој таму, а мене ми е близо, ќе ми помогне да си ја вработам керката, синот, јас да дојдам на определена позиција, да остварам определено право и така натаму. Никој не треба да смета дека поради тоа што е член на определена политичка партија, кога определена политичка опција ќе дојде на власт, сите го сметаат тоа. И сега што се случува? Се случува да истите тие луѓе кога имаат можност да се користат со определени привилегии корупциони, го користат тоа. Меѓутоа, кога ќе се најдат на спротивната страна, каде што се дискриминирани, односно се ставени во неповолна положба, го критикуваат. Значи, ние мораме сите да се бориме против корупцијата. И јас себе, ова емисија твоја ќе искористам да ги повикам јавно луѓето, секогаш кога ќе налетаат на еден
пример некој на коруптивни действија кога им се загрозува определено право, да се обратат до одредени институции. Тука може да биде антикорупцијска комисија, може да се обратат до нас како Транспаренси. Тука им се полицијата, јавното. Мислам дека политичарите и оние што ја водат државата со години, тоа е уште од 90-тите наваму, нарочно создаваат проблеми за да можат низ тие проблеми да си ги туркаат своите агенти. Еве последен пример да го кажеме со пасошите. Значи имаме важечки пасоши, еве луѓето излагаат со тие пасоши и после оној чуден ден февруари, не знам кој не можело, ги пуштаат у други држави и така натаму. На сила проблем да има гужва, на сила проблем имам човек ќе ми сврши работа, на сила проблем имам човек за пасош, немам за лична карта или обратно, на сила гужви и редови, се благодарејќи на неспособен досегашен министер за внатрешни Оливер Спасовски, неспособен премиер, Ковачевски, неспособен председател на собрание, кој е сега премиер технички, како нарочно да ги создаваат за да они најубаво пливаат у такви води. Во водите на нефункционалност. Не само тоа, то има две движења тука, два примера да речем кај високата политика. Прво тоа што ти го кажа, дека понекогаш и сами се создаваат проблемите со цел да може да се плива во нив на еден коруптивен начин, а вториот да биде потребен тој. Така е, а втората работа е она што и претходно го кажавме, меѓутоа што се случува многу пати пред избори оние партиски вработувања, каде што високата политика се сведува на бизнис тргување со гласови. Ќе вработам толку и толку луѓе сега пред избори, па тие ќе гласаат за мене и имате роднини. Нема разлика меѓу овој што е вработен и оној некој ром што ќе добие вреќа шеќер и брашно. Во основа корупцијата е иста за глас. Така е, секој се продава на различен начин, со други зборови. Меѓутоа, еве, на пример, да земеме еден светол пример, кој го имавме често пати, беше коментиран во јавноста синдикатот во МНАФ, како тие се побунија против тие партиски и што добија за тоа? Добија напад физички, каде што се загрози нивната работа, контрола на меѓународни летови, на земја која е подписник на Евроконтрол или Евроскај, како се викаше тој систем на контрола на небото, загрозување на македонското небо. Летаат десетици авиони. Така е. Зошто? Како револт спрема таа организација, синдикатот, која како светол пример зема... Кажува, овие се вработени непрофесионалци, не знаат да се работат, ќе служат авион. Да, и ете како сега се... Нешто ги приведува, еве сега сите ги ослободија. Да, тоа ја не знам, судот најверојатно би требало да е доволно добри објаснувања зашто е тоа така. Меѓутоа, сакам да кажам дека често пати во македонската јавност се случува да определени светли примери добијат под наводници казна, напад од некој. Значи, затоа ние треба да бидеме единствени и организирани во истапувањето на борбата против корупцијата. Оваквите примери треба да бидат најостро санкционирани. Значи, без таква синхронизирана, организирана истапеност во борбата против корупција, не само на овие чинители кои ги споменав, и на обичниот народ. Често македонецот знае да трпи, знаете, да седи. Да, ова е лошо, ама може да биде уште полошо. Да, не, бори се за своите права. Ние сме гледале, еве, сведоци сме на голем број на протести, претежно во Франција, каде што со минимално покачување на одредени намирници, бензин и така натаму излегуваат жолти елеци по улица, палат, прават буквално немери. А кај нас се случуваат страшни работи, луѓето се секој ден загрозени, па ништо не се случува. Да, ја завршува емисијава со тоа што предстои, а тоа се изборите на крај на април и почеток на мај. Каква улога има Transparency International во сето тоа, односно што ќе гледа, што ќе посматра, што ќе... Transparency International, како една организација чија примарна цел е борбата против корупција, ќе биде на располагање на граѓаните. Тие ќе можат да пријават било какво коруптивно действие кое ќе можат да го забележат. Под корупција не се разбира само пари, еве ти 500 денари. Него под корупција е се. Сите оние работи кои кажавме, тргувања со влијание, некои интересни, чудни ситуации кои можат да се случат околу изборите и така натаму, оние бугарски возови, не знам како се вика. Комбиња, да, сите тие злоупотреби на правото на глас и така натаму може да бидат пријавени не само кај нас, тие може да бидат и во изборната комисија,
Државната комисија за спречување на корупција, на крајот на криштата МВР, обвинителството и така натаму. Значи сите транспаренси стои на располагање на граѓаните, меѓутоа сите синхронизирано треба да истапиме во оваа борба овие избори да бидат спроведени на еден најрегуларен начин и на вистина оној кој на вистина ќе ужива поддршката на народот да застане на чело на државата, односно да освои на власт. менаџирањето на државата. Така е. Благоја, ти благодарам за гостувањето во емисијата. Ти си сега редовен гостин на безмалку на сите телевизии, радија. Интервјуото е малку понов свет за тебе. Ти не си беше адвокат, еден успешен. Да. Ти попречува ли во активноста во професионалната? Морам да бидам искрен, на вистина ова позицијата председател на Транспаренси одзема многу од моето време. Јас се обидувам да ги синхронизирам некако, да ги работам паралелно адвокатурата и председателството во Транспаренси, меѓутоа на вистина одзема многу време. Јас на пример бев и човек кој повеќе сакаше да се, да бидам искрен, да се релаксира, не пратев толку дневни настани и така натаму, меѓутоа сега оваа позиција од мене бара да бидам во тек со... позицијата не носи финансиски бенефит. Не носи никаков финансиски бенефит, тоа е Пробоно? Па пробоно, тоа е една позиција која јас ја прифатив и пред се во моето размислување беше дека тоа е една благородна позиција која ќе ми овозможи да го дадам мојот придонес во борбата против корупцијата. Ти благодарам уште еднаш за гостувањето во Миленко Неделковски шоу. Ти посакувам успешно раководење со Transparency International и на изборите викаат жена ќе биде, а овдека во Transparency маж е. Маж е, малку е променет вокабуларот. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам Миленко и на тебе.